Новинарот на Нова Македонија што прв ја напиша оваа книга за атентатот. Значи, ова е публицистички труд, базиран на тогашните сознанија, тогашните информации, што ги имавме сите. Бев исклучително ангажиран, бидејќи беше за мене тоа исклучително и голем предизвик. Ке кажам нешто што никогаш не сум го кажал, дека посебно првите месеци после атентатот имав многу закани и притисоци од непознати лица врз мене и врз моето семејство. Ова никогаш не сум го кажал. Затоа знаеа нормално моите претпоставени, меѓутоа јас бев новинар. Јас бев првиот што само 3 дена после атентатот објави дека автомобилот го довезла жена. Јас бев првиот што откри дека 3 месеци пред атентатот од магазини на АРМ бил украден експлозив, пластичен експлозив Витезит, кој што бил во таа количина и од тој тип употребени за атентатот. Дали тоа некому пречело, дали некој се уплашило, тоа не знам. Во секој случај не ми било ни мене многу пријатно. Оваа прилика исто така е можност за една голема благодарност на сите луѓе што и тогаш ми дава поддршка и што го оценија правилно значењето на тој чин, кои што сакаа да помогнат да се открие кој стои зад ова. Ова е еден од ретките, можеби единствен политички атентат врз председател за кој што не се знае баш ништо. Што е едно неверојатно големо понижување и срам за целата држава и низините служби. 30 години не знаеме ништо. Знаеме само предпоставки, имаме само шпекулации, имаме само нагаѓања. Уште една работа ми е битна да кажам. 95-та година беше периодот кога Македонија на широки врати влегува организираниот криминал. Тука е господинот Павле Трајанов, кој што една година пред тоа во едно интервју за мене за Нова Македонија го кажа токму тоа, дека во Македонија влегува организиран криминал. 95-та година е година на ембаргото кој нашиот северен сосед, година на кршење на ембаргото кој нашиот северен сосед, година на огромни профити за неколку поединци и ситуација во која што председателот Глигоров очигледно беше информиран и не се согласуваше. Затоа, кога ќе кажете дека се работи за политички чин, имајте предвид дека во позадината на сето тоа се многу големи пари. Секогаш јас овој настан го гледам како комбинација на тие две работи.